По одлуката на владата да го усвои предлогот на закон за јазиците, стигаат голем број реакции на социјалните мрежи. Политички аналитичари, професори, припадници на невладините организации, разни здруженија го делат ставот дека донесувањето на тој закон е грешка, дека е наменет за подобрување на статусот на само една заедница, а не на сите, како што тврди премиерот Зоран Заев, и дека представува чекор кон претворање на Македонија од мултинационална во бинационална држава. Една од оние кои реагираат е политичката аналитичарка Јорданка Ивановска Јоци, која на својот Facebook профил напиша дека со својата изјава по повод донесувањето на законот, Зоран Заев се обидел да излаже јавноста, оти законот има за цел да ја унапреди употребата на јазиците на сите заедници во Македонија. Заев со изјавава целосно ја потцени јавноста. Мисли не знаеме да читаме, него гледаме она во заградите. Глупи сме и немаме капацитет да сватиме дека ја унапреди употребата на албанскиот јазик на цела територија на Македонија, без попис. Каде се во заградата српскиот, ромскиот, турскиот, бошњачкиот, влашкиот јазик, напиша Јоци на Facebook. Покрај неа, со свој став на социјалните мрежи се огласи и професорката Билјана Ванковска, која смета дека законот е донесен во спротивно со сите демократски принципи, односно без каква и да било јавна дебата во која јавноста би го искажала своето мислење за него. Напротив, овој закон се донесува под влијание на надворешни интереси, наведува професорката. Венецијанска комисија ќе консултираат, амбасадори се изјаснија, граѓаните се небитни, објави Ванковска. На слична линија и председателот на Македонската алијанса, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, кој јавно прашува со кои одредби од Охридскиот рамковен договор е предвидено дека во општините и градот Скопје, каде албанците формално се водат дека се над 20%, треба да има двојадични амблеми на полицијата, пожарникарите и здравствените работници, и од кога овој закон станал неопходна реформа за нашите евроатлантски интеграции, за да оди во собрание со европско знаме. Атанасовски предупредува дека доколку ваков закон биде прифатен и во собранието, тоа сосема ќе ги урне нашите преговарачки позиции во спорот со Грција и дека ќе биде голем чекор кон уништување на македонскиот национален идентитет. Овој закон не смее да помине по ниту една цена, бидејќи оди во прилог на официјална Атина. Албанските политички профитери, заслепени од нивните теснопартиски интереси во пресрет на локалните избори, по грчки терк, одвнатре го напаѓаат македонскиот национален идентитет. Грчките радикали и реденти ова го чекаат. Наша внатрешна слабост да им создаде можност да го зададат последниот удар за промена на нашето македонско име и откажување од македонскиот национален идентитет, пишува Атанасовски.